поздрав од градскиот стадион во Скопје. Квалификационен фудбалски натпревар за светското првенство Македонија Република Ирска. Поздрав до фудбалерите на Република Ирска и на Македонија. Значаен фудбалски натпревар од квалификациите за светското фудбалско првенство, 8 група, во која репрезентацијата на Романија од 4 средби 12 бодови, на второ место Република Ирска со 7 од 3 средби, на трето нашата државна фудбалска репрезентација со 7 бодови од 5 средби. Значи, доколку нашата фудбалска репрезентација денеска забележи победа, еве можност да се искачи на второто место. Второ место, што во квалификациите значи и додатни квалификации, обезбедување на уште неколку надпревари за пласман на светското фудбалско првенство во Франција 1998 година. Еве ги избраниците на Джого Хаджиевски, на голот Данчо Целевски. Со број 2 ќе биде Ристо Милосавов. Со број 3 Митко Стојковски, беше повреден, добро е, ќе се појави од почетокот во дресот на нашата репрезентација. Еве го капитенот Лупчо Марковски, ќе го носи дресот со број 4. Со број 5 Игор Саша Николовски, прв од онаа млада генерација што стана стандарден репрезентативец. Тоа го направи Гоце Седловски, кој го носи дресот со број 6. Со број 7 Владко Гошев. Со број 8 Деви Главевски, фудбалер кој ќе го игра третиот натпревар за нашата репрезентација. Ѓорѓи Христов во дресот со број 9. Очекуваме конечно да постигне гол. Повтор пат меѓу најдобрите Джевдан Чиновски во дресот со број 10. И со број 11 Артим Шакири игра сега веќе во екипата на Хрмштадт во Шведска. Джого Хаджиевски, јубилеен надпревар. 10 со број 3 ќе биде Тери Филан, не играше на првиот надпревар, инако започна средбата меѓу репрезентациите на Македонија и Република Ирска. Со број 4 Мекатир, број 5 Брин, првиот напад за гостите за репрезентацијата на Ирска. Со број 6 беше Кини, со број 7 Таунсенд, со број 8 Меклафлин, со број 9 Каскарино, го памтиме со оние 2 гола на првата средба, со број 10 Гудман и 11 Стаунтон. Селекторот Мик Мекарти изјави дека овде со своите избраници по 3 бода. Тоа назначајното на ова средба, зашто со победа репрезентацијата на Република Ирска ќе ги задржи шансите за првото место во борбата, се разбира, со репрезентацијата на Романија, репрезентација која денеска игра како гостин со Литванија. Надпреварот го води Алфредо Тренталачи од Италија, ќе му помагаат Луиджи Медеот и Антонио Гарофало, судиска тројка од Италија. Инако психијатор е од Торино, Тренталачи, едно известно време судеше и на државното првенство во Јапонија. Филан. Со број 8 Алан Меклафлин, играше и на првата средба. Ова му е 29-ти надпревар од дресот на Република Ирска. На почетокот гледаше само податок. Сите заедно наши фудбалери 110 надпревари.
а заедно пак само Каскарино и Стаунтон 132. Еве само податок што зборува за тоа со каков противник игра на овој натпревар нашата репрезентација. Слободен удар. Кој ќе шутира? Дали Таузенд? Да. Нафрана топка, се разбира, пред голот го станува збор за една екипа од Англија и од Велика Британија. Тоа беше центар халфот Гери Брин. Игра во Конвентри. Данчо Целевски е еден од неискусните. Ово му е 21 натпревар. Најмногу од сите наши репрезентативци, реков сите заедно 120, а фудбалерите на Република Ирска 381. Има и меѓу нив оние што ја започнуваат репрезентативната кариера, како што е Џон Гудман, во дресот со број 10, по втор пат за најдобриот состав на Ирска. Митко Стојковски, Шакири, Мичо Марковски, Брин, Гудман. Со број 4 е Мекатир. Во 8-та минута од средбата во Даблин ја доведе репрезентацијата на Ирска во водство од 1:0. Меклафлин. Христов. Гошев против Клајца. Фолираше Ала Меклафлин. Николовски. Милосавов. Гошев. Попладнево и вечерва да гледачи се играат многу надпревари во Европа. Во сите групи по еден или два квалификационни меча. Алан Кели. Интересен податок. Неговиот татко 47 пати беше член на репрезентацијата на Република Ирска, тој пак по 17 пат во дресот со број 1. Филан. Стаунтон. Добро замислено. Со број 10 тоа беше Гудман. Милосавов. Христов. Погреши Митко Стојковски. Ирвин. Брин. Марковски. Меклафлин. Мекатин. Долга акција на гостите. Стаунтон. Можност за удар на голот и добро беше поставен Данчо Целевски да првиот надпревар. Сигурен, извореден, немаше ништо да направи при онија голови на Мекатир и Каскарино. Го гледате уште еднаш овој удар и сигурната интервенција на Целевски, шутираше неко Джесон Мекатир. 6-та минута 0:0. Милосавов. Гошев. Не се разбра добро со Христов. Рекламира тамо аут Луиджи Медео, тоа не го забележи Трентауладжи и тоа ќе биде топка за нашата репрезентација. Дали се работи за повреда на Джевдат Шаиновски, многу проблеми имаше околу составот на репрезентацијата селектора Џоко Хаџиевски. Во средината најдеш остана и без Срđan Захариевски, без Тони Мицевски, кој поради два жолти картони паузира, сигурно со нив ќе имаше помалку главоболки.
Гошев. Лавевски. Гошев. Милосавов. Шакири. Прв удар на голот на Алан Кели. Поранешниот вардарец и фудбалер на Карорман, сега во дресот на Хамштат од Шведска. Допирот со убавината е она што останува вечно. Голдмак Радовиш. Ирвин. Брин. Стаунтон. Милосавов. Не се разбраат добро. Тука беше и Шејновски, тоа го искористи Кини. Рој Кини, фудбалер на Манчестер Юнайтед, еден од најдобрите фудбалери на средината на теренот, кога станува збор, се разбира дури и за англиското фудбалско првенство, зона премиерна лига. Може да биде опасно сега. И 1:0. Недоразбирање во редовите на нашата репрезентација, тоа го користи Меклафин и моште рано, речиси во истата минута како и на првата средба, водство на фудбалерите на Република Ирска. Гледате, двојно добро проигрување со глава, тоа е опасно, се разбира секојаш и квалитет во играта на репрезентациите на Англија, на Шкотска, на Северна Ирска, на Република Ирска, секогаш повисоки, секогаш побрзи и особено прецизни и опасни со игра со глава. Меклафин и 1:0. На Алан Меклафин во 29-тиот надпревар во дресот на Република Ирска, втор гол. Стојковски. Стрелец Алан Меклафлин. Сигра 9-та минута. Македонија Република Ирска 0:1. Алан Кели и Шеј Гивен, резервниот голман, се уште немаат примено гол. Изворедниот гол, разликата 8:0, а на романците пак дури 18:0. Христов. Шакири. Добро нафрли. Главевски. Брин. Шакири. Главевски. Стојковски. Шакири. Шејновски. Најново во треска мебел, дополнителен попуст од 10%. Аут за нашата репрезентација. Главевски. Видовте стрелецот на водечкиот гол Алан Меклафлин. Гудман. Филан. Стаунтон. Водството од 1:0, брзо, неочекувано, им овозможува сега на гостите да играат мирно. Стаунтон. Стив Стаунтон игра во екипата на Астон Вила. По 66 пати има постигнато и 6 гола. Кини. Филан.
колку што требаше топката да не стигне до добро поставениот Гудман. Погледнете уште еднаш. Корнер за Република Ирска. Репрезентација која води со 1-0. Таузенд. Опасно. Слободен удар за нашата репрезентација. Џон Гудман игра во екипата на Вимблдон. Дебитираше против Исланд во Даблин. Беше 0-0. Николовски. Целески. Мекантир. Седловски. Брин. Мекантир. Седловски. Целевски. Стаунтон. Милосавов. Шејровски. Главевски. Митко Стојковски, да видиме, ки има слободен удар. Далечин од која, да видиме, ки има сигурни удар директно на голот на Кели, а еден од фудбалерите на Ирска, тоа е стрелецот на голот Алан Маклафлин, заработи жолт картон. Жолт картон за Алан Маклафлин. Па некаде околу 30 метри од голот на Алан Кели. Джевдет Шиновски за својот Вардар постигна многу ефектни голови од вакви позиции. Корнер за нашата репрезентација. Гошев. Петнаесета минут од првото полувреме. Македонија Република Ирска 0-1. Стрелец Маклафлин во 8-та минута. Шакири. Добра интервенција на Алан Кели. Играше во Престон, а сега во Шефилд Юнайтед. Марковски. Прекината ова акција, а ова беше уште едно, би рекол, школско нагледно покажување колку опасно играат со глава гостите, колку ќе имаат навистина проблеми нашите фудбалери во текот на овој меч. Целески. Гошев. Шировски. Седловски. Стојковски. Главевски. Шејровски. Сега поблиску. Барем
едно 3-4 метри до голот на Алан Кели. Уште еден слободен удар. Да видиме. Шејновски, само во живиот зид. Гошев. Шејновски не успева. Гошев. Николовски. Христов. Си даде предркво. Потребна е подршка на нашите фудбалери, играат против силен противник, противник кој учествуваше на светските првенства и во Италија, и во Соединетите Американски држави. Околу 8 до 10.000 љубители на фудбалот присутни се на трибините на градскиот стадион во Скопје. Марковски, Шејновски, Марковски, Митко Стојковски, Кели, Марковски, Брин, Стоунтон, Гудман, Седловски, Шејновски. По кој знае кој пат прекрешок над Джевдет Шејновски. Нималку нежни, меѓутоа тоа е карактеристика на играта. Така, впрочем, се игра во премиерната англиска лига, во првата лига. Се тоа фудбалери кои многу чинат на англискиот фудбалски, па впрочем и на европски и на светскиот пазар. Шакири, Главенски, Шакири, Стоунтон, Целески, Николовски, Седловски, Гошев, Милосавов, Милосавов игра во екипата на ЦСКА од Софија. Шејновски, Христов. Тоа е максимумот што можеше сега да излузи, само аут. Милосавов, Христов, Гошев, Мекатир, Марковски, Шакири, Мекатир, Каскарино, Таузет, фаулираше Шејновски. Стоунтон, Брин, Каскарино, Мекатир, Николовски, се добро се заврши.
Нова опомена. Штити и одвикнува. Нема изгубена топка за гостите. Мекатир. Таузенд. Немаше офсайд. Кини. Христов. Шејновски. Гошев. Милосавов. Христов. Шејновски. Брин. Филан. Милосавов. Се определи Христов тоа да биде трет корнер за нашата репрезентација. 23-та минута, Македонија, Република Ирска 0:1. Христов. Добро мислеше, меѓутоа не ја следеше неговата акција. Шакири. Таузен. Брин. Стоунтон. Рој Кини. Стоунтон. Денис Ирвин. И тој игра во екипата на Манчестер Юнајтед. Ова екипа од 1990 година. Рој Кини. Проигра фудбалерите на Манчестер Юнајтед, сега Брин од Ковентри. Води Република Ирска со 1:0. Брзото водство, реков, и овозможува на гостинската екипа да игра сега мирно, без нервоза. Шакири. Марковски. Слободен удар за нашата репрезентација. Шакири. Николовски. Гошев. Терен Филан со број 3 од Евертон. По 37 пат во дресот на Република Ирска не играше на првиот надпревар со нашата репрезентација, кога да подсетат во Даблин Република Ирска победи со 3:0. Седловски. Гудман. Седловски. Кини. Стоунтон. Брин. Ирвин. Брин. Стоунтон. Нашите неистурени фудбалери Христов и Главевски брзо некако се повлекуваат до центарот и без борба некако може да биде опасно сега. Добра интервенција на Николовски, некако без борба гостите, би рекол, го освојуваат својот дел на теренот. Гоше. Митко Стојковски. По левата страна Шакири бара топка. Шакири. Милосавов. Владко Гошев. Дали има и не со рака? Да, пенал. Точно, сето тоа се случи пред очите на Алфредо Тренталладжи.
Тоа е Джесон Мекатир. Погледнете уште еднаш гледачи. Еве го моментот. Играње со рака и тоа ќе биде најстрога казна, пенал за нашата репрезентација. Се игра 28-та минута. Еден пенал, тоа беше против Лихтенштејн. Бабунски го претвори во гол. Против Ерменија во квалификациите за Европското првенство не успеа тогаш. Митко Стојковски. 1-1. Втор гол за Митко Стојковски против Данска во квалификациите за Европското првенство, сега против Република Ирска во квалификациите за Светското првенство. 1-1. 28 минута од првото полувреме. Митко Стојковски од пенал изравнува на 1-1. За секогаш со Лада. Евротехника 671-263. По 299 минути Алан Кели прима гол. Прв гол во мрежата на Република Ирска во квалификациите за Светското првенство. 1-1. По примениот гол мораме да истакнеме добра, посигурна игра на нашата репрезентација. Брзо се соседува. Треба само вака да продолжат. Мекатир. Гудман. Корнер за Република Ирска. Со број 11 го гледате Артем Шакири. Любители на фудбалот кои дојда да бодрат својата репрезентација, ќе дадат подршка во овој меч со можете силниот противник да избори добар резултат. Таузенд. Играме со играч помалку. Фаулиран беше Целески. Судијата, а сега очигледен офсайд, ја прекинува играта. Топка за нашата репрезентација, да видиме дали Шакири ќе влезе во игра. Да, се враќа во игра. Се врати во игра Шакири, нашата репрезентација е комплетна. 31 минута од првото полувреме, 1-1. Филандо Кели. Ирвин. Николовски. Марковски. Ирвин. Вратена топка до Кели. Фаулирање Митко Стојковски. Митко Стојковски. Стаунтон. Шејновски. Фаулираше Христов. Ѓорѓи Христов. Стаунтон. Седловски. Таузенд. Гудман. Таузенд. Опасно беше тоа. Очекуваше Целески центаршут. Тоа како да го почувствува искусниот Енди Таузенд, меѓутоа нашиот голман изворедно реагира. Милосавов. Шејновски.
Сега поблиску на половината на Република Ирска. Многу паѓаат нашите фудбалери. За сега не гледам при вакви стартови да падне некој од гостинските фудбалери. Милосавов, дали конечно ќе се реши? Стојковски. Третиот успе да го задржи. Стоунтон. Добро соработуваат Каскарино и Гудман. Ирвин. Милосавов. Шакири. Меклафлин. Христов. Шиновски. Николовски. Главевски прекрасно, меѓутоа не успеа да ја упати топката во голот, ниту да испрати корисен центаршут. Шиновски. Светловски, Николовски, остана на полето на противникот. Стаунтон. Во завршницата потребна е поголема концентрација. Кели. 35 минута од првото полувреме, Македонија, Република Ирска, 1-1. Шакири. Брин. Шејновски. Главевски. Милосавов. Шејновски. Милосавов. Гошев. Милосавов. Одлично. Шејновски. Таузен. Николовски. Можеше да биде опасно. Гудман прави прекрешок и признава Николовски, меѓутоа судијата Трента Ладжи овој пат не досуди ништо. Кели. Марковски. Шакири. Период на добра игра на нашата репрезентација. Аут за Македонија. Силно темпо од двете страни. Сега борбено, при тоа се разбира и се греши. Можеме да бидеме задоволни за сега 37 минута 1-1. Стоунтон. Филан. Треба да се напаѓа. Брин. Ирвин. Марковски. Митко Стојковски. Премногу чекаше Христов. Николовски. Марковски. Брин. Седловски. Гошев. Милосавов, добра акција, штета. Заслужува аплаузи, еве аплодира и Владко Гошев на овој добар потек на Ристо Милосавов. Барем еднаш во денот. Брин. Главевски. Милосавов. Гошев. Милосавов. Николовски.
Главевски. Шејновски. Чекор повеќе. Без потреба овој пат. Шекири. Марковски. Повторно топка за нашата репрезентација. Стаунтон. Кини. Брин. Ирвин. Кини. Се почесто грешат гостите. Шејновски. Мора побрзо да се ослободува топката. Голем талент е перспектива на нашиот фудбал. Шакири. Каскарино. Мекатир. Таузен. Кини. Меклафин. Ирвин. Брин. Се игра 40-та минута од првото полувреме. Македонија, Република Ирска 1-1. Меклафин, 8 минута, водство на гостите од 1:0. 28 Митко Стојковски од пенал изравни 1-1. Кели. Ирвин. Кини. Ирвин. Кини. Тие двајцата и најмногу се познаваат. Често пати вака проигруваат и во својот Манчестер Юнајтед. Очигледно ќе има измени во двете репрезентации, ги видовте резервните фудбалери на Република Ирска. Може сега да биде опасно, тоа го направи Рој Кини. Има 32 средби до сега за репрезентација. Целески. Милосавов. Христов. Гошев. Милосавов. Гошев. Прекрасно. Можно се да видиме, никој не ја зафати ова топка. Сега Христов беше назад. Остана. Тој го проигра. Гошев и не можеше се разбира во исто време да биде пред голот на Кели. Стаунтон. Кини. Го видовте овој момент уште еднаш. Жолт картон за Ристо Милосавов. Ристо Милосавов, инаку највозрасен во нашата репрезентација, има 31 година, по 6 пат игра за нашиот најсилен состав. Стаунтон. Добро, сега тоа го направи Митко Стојковски. Мекати. Николовски. Кини. Милосавов. Се определи тоа да биде аут за нашата репрезентација. Игра во екипата на ЦСКА. Шејновски. Христов. Шакири. Треба да упати удар, размислуваше Милосавов. Добро двојно проигрување. Гошев.
Да видиме, нов пенал, да. Уште еден пенал. Уште еден пенал. Алфредо Трентоланджи не размислува. Уште еден удар од 11 метри. Да погледнеме и да се увериме дека навистина судијата е во право. Тоа е Тери Финланд. Има право, се разбира, само Алан Кели да игра со раце. 44-та минута. Од 11 метри повторно Митко Стојковски и Алан Кели. Македонија води со 2:1. Трет гол за Митко Стојковски во дресот на нашата репрезентација. 44-та минута. Водство на нашата репрезентација од 2:1. Тамо каде што посакувавме сите, тамо полета топката. Водство од 2:1. Навистина, овој гол на Митко Стојковски и оној претходниот се разбира широко ги отвараат вратите кон еден од најголемите успеси на нашата фудбалска репрезентација. Треба да се издржи, се разбира. Меѓутоа и со играта досега во овие 45 минути можеме да бидеме задоволни покрај многуте проблеми што ги имаше селекторот, што ги имаше нашиот најдобар состав, се разбира, нашата репрезентација. Еве овие избраници даваат се од себе, максимално се борат и покрај тоа што гостинот поведе со 1:0, успеа да се надминат себе си и да воспостават равнотежа, потоа да бидат и многу подобри од многу познати од во светот, се разбира, фудбалски противник, отколку што е тоа нашата репрезентација. Ве само во мартовската ранглиста на ФИФА, Република Ирска е на 39-то место, Македонија на 85-то. Може би треба да бидат широко отворени вратите на градскиот стадион во Скопје. Овде барем оние што се во близината на стадионот да се преселат овде на трибините, да и дадат силна подршка на нашата репрезентација, да истрее, да забележи победа, да ги задржи шансите во борбата за второто место. Интервенција на Кели, а допатува овде голем број фоторепортери, известувачи, радио и телевизиски репортери од Република Ирска. Се разбира, посакуваме успех, посакуваме победа на нашата репрезентација. Таа широко ќе одекне во светот, зашто на крајот на краиштата да се биде толк период на второ место, да се задржат во квалификациите шансите за второто место, секако тоа е убав успех и тоа зборува дека наследните надпревари овде на градскиот стадион има многу повеќе љубители на фудбалот. Гошев, Христов, Милосавов, Шејновски. Не смееше Кели да игра со раце. Добро, во првото полувреме беше многу помошници. Тоа беше и Ирвин, потоа и Филан. Гудман. 48 минута од првото полувреме. Брин. Ирвин. Кели. Таузенд. Стоунтон. Меклафин. Крај голот. Во 8-та минута тој постигна гол и ја доведе репрезентацијата на Ирска во водство од 1:0. Еве сега во 49-та минута можеше уште еднаш да го загрози голот на Данчо Целенски. 2:1. 8 минута Меклафин.
28 и 44-та, Митко Стојковски од пенал во оствор на нашата репрезентација од 2:1, а еве сега можат и да разговараат со Флин 8 минута, 0:1, Митко Стојковски 28 и 44-та од пенал во оствор на нашата репрезентација од 2:1. Без измени во двете репрезентации. И натаму Целевски, Билосавов, Стојковски, Марковски, Николовски, Седловски, Гошев, Лавевски, Христов, Шејновски и Шакири. За репрезентацијата на Република Ирска, Кели, Ирвин, Филан, Мекатир, Брин, Кини, Таусенд, Меклафлин, Каскарино, Гудман и Стаунтон. Со број 4, Мекатир. Број 8, Меклафлин, стрелец на првиот гол. Добра интервенција на еден од најдобрите во нашата репрезентација, Игор Саша Николовски. Впрочем, висока оценка за играта на нашата репрезентација во првите 45 минути. Борбени како никогаш досега, немаше загубена топка за нив. Само вака да продолжат, играат против силен противник кој на последните две светски фудбалски првенства секогаш беше меѓу најпријатните изненадувања. Во Италија 90-та го освои 8-то место, во Америка 94-та елиминација во осмина финалето. Слободен удар. Со број 4 тука е Мекатир. Пред голот и Брин. Билосавов. Сепак, драги гледачи, забележувам измена во репрезентацијата на Република Ирска. Кейто Нил со број 18 играше и на првиот надпревар против нашата репрезентација. Стаунтон. Филан. Билосавов. Средата ја води Алфредо Третоланчи од Италија со своите помошници Луиджи Медеот и Антонио Графолди. Играта ја напушти искусниот Тони Каскарино, кој одигра 68-от надпревар за Република Ирска. Верували или не, тоа е рекорд во Ирска. 33 пати бил резерва. Значи, можел да има преку 100 надпревари во дресот на Република Ирска, инаку со 82 настапи за репрезентацијата рекордер е Меград. Онил. Марковски. Онил игра во Норвич. Млад има 20 години. Опасен стрелец. 9-8 надпревари, 4 гола. Брин. Аплаузи за добрата, сигурна интервенција на Данчо Целевски. Шакири. Митко Стојковски. Шејновски. Целевски и Кейто Нил. Се игра петата минута од првото полувреме. Еве, гледате во оваа ситуација. Добра интервенција на Данчо Целевски, а младиот Кейто Нил прави прекршен кога повреди нашиот голман. Верувам ќе остане во игра
Добро го чува голот на нашата репрезентација, еден од оние што посредната овде на градскиот стадион против Шпанија, кој го замени Трајчев, постојано еден од оние за кои селекторот Џокош Хаџиевски, а пред тоа се разбира и Андон Дончевски, воопшто не размислуваше, секогаш му кажуваше доверба. Во 8-та минута, навистина, ништо не можеше да направи при голот што го постигна Меклафин. Онил. Седловски. Аут за нашата репрезентација. Гошев. Таузенд. Топка за гостите. Кини. Ирвин. Мекатир. Николовски. Шејновски. По левата страна е Шакири. Дали ќе стигне топката до неа? Искусен фудбалерец Джесон Мекатир. И добар, игра во екипата на Ливерпул. Таузенд во Астон Вила. Мекатир, Таузенд. Брин. Ирвин. Брин. Стаунтон. Таузенд. Стаунтон. Гудман. Стаунтон. Некој расчистува. Патем тоа е Митко Стојковски, некој од фудбалерите на Република Ирска. Да видиме дали направи прекрешок, ќе видиме. Во секој случај шанса беше тоа гостите да го загрозат голот на Данчо Целевски, евентуално да... Во овие моменти сме со играч помалку. Лјупчо Марковски, веруваме ќе се врати во игра. Кини. Никако судијата да погледне, да видиме комплет и добре дојде на овој прекин за да се врати во игра Лјупчо Марковски. Добро, притрчува дури и Игор Саша Николовски. Едноставно да му обрне внимание на судијата дека треба да влезе во игра нашиот капитен. Стаунтон. Дали е тоа корнер? Корнер, а можеше да интервенира Данчо Целевски, односно да ја зафати ова топка. Овој пат очигледно имаше лош преглед на ситуацијата. Стаунтон. Петир корнер за Република Ирска. 10-та минута од второто полувреме. Македонија, Република Ирска 2:1. Ова е инаку, драги гледачи, 27-ми надпревар за нашата репрезентација. Јан Харт со број 17 се подготвува да влезе во игра. Уште еден од првиот надпревар.
Расчистува Гошев. Мекатир. Може уште поопасно да биде сега. Добра интервенција на Целески. Малку и ветерот во второто полувреме на страната на гостинот. Не видовте уште еднаш оваа сигурна интервенција на Целески. На местото на Тери Филан во игра ќе влезе Јан Харт, значи се враќа Мике Мекарти на составот од Даблин. Уште Джеф Кена да влезе, па речи си сите оние што игра на таа средба. Јан Харт игра во екипата на Лиц Юнайтед. Млад фудбалер, еден од најнадежните, најперспективните, има 20 години, 9 надпревар, а веќе постигнал 2 гола. Главерски. Меклафлин. Кими. Стаунтон. Ирвин. Мекатир. Мислам дека не го чуваме ова водство од 2:1. Едноставно противникот наметна игра и шансата ќе биде само во брзите против напади, во настојувањето на противникот да постигне изравнувачки гол. Ќе има многу простор, ќе има многу игра за нашите фудбалери, меѓутоа за тоа треба и изворедна физичка подготвеност да се претрачи противникот, слободниот простор да се искористи. Митко Стојковски. Седловски. Кошев. Милосавов. Така топки не треба да се продаваат. Едноставно мора да се проигра прецизно својот соиграч. 14-та минута. Водиме со 2:1. Уште многу има да се игра до крајот. Гудман. Николовски. Седловски. Брин. Ирвин. Кели. Николовски. Одлично, Шакири. Добра топка, само да видиме. Еве го сега, Гоце Христов. Шанса! Гол! 3-1! Гол! 3-1! Водство на нашата репрезентација од 3:1. Гоце Христов, ако чекаше, дочека да се радува. Со право, еден од најубавите голови овде што сме ги виделе на градскиот стадион во Скопје. Погледнете, драги гледачи. Това беше шанса за нашата репрезентација со оваква игра. Мора да се користат оваквите шанси. Велемајсторски гол, 3:1. Се случува тоа во 60-та минута. Христов, 3:1. Во 12-тиот надпревар го постигнува својот трет гол за македонската фудбалска репрезентација. Заедно да беа Алан Кели и Шеј Гивен. Тешко можеа да го одбранат овој гол. Прерано да се разбира, да се радуваме. Треба сам максимално и натаму борбено да се игра. Ирците се противни кои никогаш не се предаваат. Кини. Шакири.
поглед на трибините на градскиот стадион, заслужија нашите фудбалери многу поголема посета за ова многу значајна средба. Гошев. Милосавов. Таузенд. Шести корнер за Ирска. Фелиција, најпродавана во 95-та, најпродавана во 96-та, 97-та е пред нас со нови услови. Популарната Фелиција на кредит до 36 месеци. Фелиција и Еврокар секогаш изненадуваат. Нема гол! Браво, Целески! Дали имаш офсет? Не е важно, голманот секојаш така треба да реагира. Да не гледа што гледаат судиите, едноставно да си ја заврши својата работа. Данчо Целески во вистинскиот момент јунак одбрани, речи си топка што сите ирци, а има овде околу 100 навивачи на јужната трибина ја видоа во мрежата на нашиот Данчо Целески. Мекатир, еве уште еднаш ова акција, ова сигурна интервенција. Во шанса беше Јан Харт. Целески. Многу скокачи сега тамо пред голот на Целески. Николовски. Шекири, право. Така треба да се игра. Ирвин. Сите наши резервни фудбалери и Филевски, Беганови, Стојановски, Ницевски, Георгиевски, Лазаревски, Неумовски стана. Ке мора се разбира во завршницата и некој од нив да влезе. За сега нема потреба од никакви замени. Мекати. Кошев. Марковски пред Гудман. Седми корнер. Нема играч тука некаде надвор од 60 метри. Верувам, сега еден се враќа назад, вие го гледате овој момент кога Марковски уште еднаш исфали топката во корнер. Дури некаде на половината на нашиот дел е Ирвин. Тешко се изнесува топката од нашата половина. Да видиме некој од фудбалерите, конечно, тој е Денис Ирвин. Малку подолго остана на тревата. Акс. Мирис што ги блокира женските мисли. 20-та минута од второто полувреме. Водиме со 3:1. Главевски. Брин. Кини. Ирвин. Опасно. Кини. Оште еднаш аплаузи за Целески. Забавте со интервенцијата Гоце Седловски, меѓутоа уште еднаш на место Целески. Меклафлин. Мекатин.
Гудман. Ирвин. Гудман. Мекатир. Митко Стојковски. Неговиот придонес навистина е секој забележлив. Извореден фудбалер, техничар. Марковски. Христов. Главевски. Главевски. Христов. Прави прекршен. Кини. Седловски. Шакири. Кини. Ирвин. Кини. Николовски. Кели. Немаше ветер во првото полувреме, сега голем сојузник е на гостите од Даблин, од Република Ирска. Следниот надпревар, нашата фудбалска репрезентација го игра на 7 јуни овде на градскиот стадион против Исланд. Водиме со 3-1, забележиме победа без разлика на надпреварите од 30 април, Романија, Република Ирска, Лихтенштаин, Литванија. Ке се бориме и тогаш да го задржиме второто место. Гошев, да видиме. Гоце Христов, се придодава и Шакири. Гошев. Христов, добро. Шиновски, треба да упати удар. Меѓутоа некој попречи, да видиме. По подолго време напад на нашата репрезентација. Браво, Главевски. Ко гледате, Деви Главевски игра во Велево, Данска. Трет надпревар во дресот на нашата репрезентација. Ке му се укаже помош при овој старт. Еве, остана тамо да лежи еден фудбалер на Република Ирска. Да погледнеме 24-та минута од второто полувреме. Нашата репрезентација води против Република Ирска со 3:1. Во 8-та минута Меклав линија доведе репрезентацијата на Република Ирска во водство од 1:0. Митко Стојковски во 28-та и 44-та минута од оправдано досудените удари од 11 метри најпрви изравни, а потоа ја доведе нашата репрезентација во водство од 2:1 и во 60-та минута со прекрасниот гол на Гоце Христов победовме и водиме со 3:1. Ирвин. Харт. Милосавов. Гошев. Главевски. Аут за Република Ирска. Сепак аут или слободен удар. За Таузен. Назад до Кели. На повреда се жалеше Кейтон Мил, се врати во игра. Кели до Целески. Нема шанси тој да му ја врати с оглед, како што реков, сепак на Кели му помага ветерот.
Главевски. Милосавов. Судијата досуди слободен удар за Република Ирска. Седловски. Слободен удар. Фулирање Одил. Крај топката е капитенот Енди Таузенд. Бил капитен на 33 средби на репрезентацијата на Република Ирска. Од тие средби 17 победи за Република Ирска. Тука е Ирвин. Точно на 16 метри, значи 25 метри од голот на Целевски. Денис Ирвин. Еве ги навивачите од Република Ирска. Време како во својот Даблин, како во својата Република Ирска. Предност беше тоа кога допатува. До крајот уште 18 минути. Водиме со 3:1. Марковски. Шакири. Главевски. Шиновски. Шакири. Меклафлин. Мекатир. Шакири. Бриндо Кели. Многу се повлечени нашите фудбалери. Дали се пак не е момент сега и да се освежи играта, да влезе некои од одморените фудбалери. Седловски. Слободен удар. Со рака играше Кейто Нил. Седловски. Брин. Милосавов. Повтор пат. Мора се некога да проигра. Шакири. Христов. Аут за Ирвин. Назад до Брин. Кели. Марковски. Целевски. Таузенд. Пресилно беше ова сека за Џон Гудман. Брза да врати топката. До крајот уште 15 минути. Се игра 75-та минута. Мик Мекарти ќе врши уште една измена. Девид Кели ќе влезе во игра. Кини. А ветерот кој е сојузник некогаш може и да расипе работава како што сега топката доби забрзување и
отиде во гол аут. Број 18, Кейто Нил, кој влезе, па сега се повреде, влезе на местото на Каскарино, сега во игра Дейвид Кели. Дейвид Кели од Сандерленд. Добар навален фудбалер, одиграл 22 средби досега за Република Ирска, постигнал 8 голови. Играше на средбата против Исланд на последната на 10 ноември, беше 0:0 во Даблин. Николовски во свој стил. Брин. Марковски. Христо. Шајновски. Шакири. Измена во нашата репрезентација. Брзо го изведува од гостите, па да видиме Хусти Бегановиќ се подготвува да влезе во игра. Марковски. Кини. Милосавов, нема прекоше. Христов. Требаше да игра со Главевски, одигра, меѓутоа образно требаше тоа да го направи. Милосавов. Гошев. Многу сакаше сега. Гудман. Немој да го запреш. Да, 3:2. Казната е грешката на Гошев. Казната е грешката на Гошев. Без потреба се разбира. Наша топка туку што влезе Дейвид Кели и на некој начин ја врача неизвестноста. 33-та минута од второто полувреме, 3:2. Наша топка која можеше да биде опасно, кога можеше да биде навистина опасно по голот на Кели. Погреши Гошев и Кели намалува на 3:2. Седумдесетиосма минута. На местото на Христов во игра влегува Бегановиќ. Се добро беше, добра акција, меѓутоа кога ќе се направи чекор повеќе, едноставно во вакви надпревари, вакви грешки не смеат да се прават. Целески. Кини. Гостите ставија се на една карта на нападот. Кели. Опасен фудбалер кој постигна својот 9-ти гол за репрезентацијата. Дали ќе има гол? Не. Топката завршува во рацете на Целески. Тешки моменти за нашата репрезентација. Нема малку да се смири топката. Драгоцена подршка, би рекол во вистински момент доаѓа и од трибините. Гошев. Милосавов, Гошев. Шајновски. Кини. Ке дебитира во нашата репрезентација Илчо Георгиевски. Ирвин.
Мекатир. Барас пенал, Ирвин. Седмовски. Милосавов. Тридесет и шеста минута од второто полувреме. Целевски. Треба малку да задржи топката. Нема никој на половината на Република Ирска. Ирвин. Слободен удар. На местото на Шеиновски во игра влегува Илчо Георгиевски. Фудбалер на палка, во моментот се разбира, инаку и на Македодар сега го игра првиот патрон за нашата репрезентација. Сите се тамо пред голот на Целевски. Стоунтон. Гошев. Илчо Георгиевски. Харт. Гудман. Само корнер. Сакаше да одгуби пенал, меѓутоа нема ни корнер и тоа е навистина уште една, би рекол, правична одлука на судијата. Тој е Рој Кини, жолт картон. Мик Мекарти 13, односно 12 надпревари досега. Го замени легендариот Джеки Чартон, кој 93 пати беше селектор на репрезентацијата на Целевски, жолт картон поради задржување на играта. 93 средби Джеки Чартон ја предводеше Република Ирска, а ова е 12-та средба на Мик Мекарти. Дојде на негово место од февруари. 3 победи, 3 пати игри, нерешено, 5 порази. Гол разлика 17-14. 39-та минута. Водиме со 3:2. Георгиевски, сите се на нашата половина, тоа длабоко би рекол. Гошев. Играше добро, многу се бореше, направи само една грешка, а сега одлично го направи тоа. Жолти картон и кај нас Целевски, Милосавов, кај гостите Меклафлин и Кини. Харт. Нема играње со рака. Главевски. Ирвин. Марковски. Ирвин. Митко Стојковски. Брин. Харт. Седмовски. Митко Стојковски. Милосавов. Митко Стојковски.
Се игра 41-та минута. Водиме со 3:2. И натаму голема борба. Ние да го држиме ова водство, гостите да изравнат. Седмоски. Милосавов скокна и да видиме. Топка е тоа за нашата репрезентација. Ванчо Мицевски ќе влезе во игра. Со број 14, нова измена во нашата репрезентација. Го гледате Рој Кини од Манчестер Юнайтед. Се работи жолт картон, поради тоа што сакаше да одглуби пенал. А Харт се жали на повреда. На местото на Главевски ќе влезе Ванчо Мицевски, кој игра во Мехелен во Белгија. Ова ќе му биде 7-ми надпревар. Постигна 3 гола за нашата репрезентација. Дали судијата ќе забележи? Да. Инаку Ник Мекарти кој искористи правото, има 3 измени. И еве само дали ќе погледне судијата? Да, ама треба да види и Главевски. И Главевски треба, или некој да му каже дека треба. Да, е конечно поглед на Главевски. Тоа на некој начин рутинирано го прави. Патем добива честитки за борбеноста од својот помлад колега во репрезентацијата Игор Сашо Николовски. 43-та минута. Мицевски. Гоше. Чини. Марковски. Митко Стојковски. Илчо Георгиевски. Прекрасно! Штета! Браво! Штета! Прекрасен потек на Илчо Георгиевски. Многу среќа имаше сега Ланкелио. Добар потек на нашата репрезентација. Долго време водеше топката Митко Стојковски. Шутираше Илчо Георгиевски, сега против напад Ирвин. Целенски. Штета. Прекрасно беше тоа. За малку непрецизно. Во својот прв надпревар, во својот прв удар на противничката мрежа, Илчо Георгиевски можеше да постигне ефектен гол. 44-та минута. Ирвин. Милосавов. Таузенд. Јан Харт. Се игра 45-та минута. Пегановиќ. Уште еден сигурен Ванчо Целенски. Ќе задржи малку топката. Толку колку што е дозволено. Поради задржување на играта се работи жолт картон. Таузенд. Николовски. ...44 минути и 55 секунди. Ќе вратат, се разбира, топката. Или нова ќе уфрат во игра. А и љубителите на фудбалот треба сепак и да внимаваат, зашто тоа Марк Тармак од Есторија, делегатот, внимателно го се следи, го бележи. Сетловски. Мицевски. Опасно играње. Некој може да заработи жолт картон. Во секој случај тоа е индиректен удар. Тоа беше Ванчо Мицевски.
45 минути и 30 секунди. Водиме со 3:2, сигурно судијата Алфредо Тренталаджи ке надокнади нешто. Имаше неколку прикини во второто полувреме. Во секој случај, еден навистина изворедно тежок надпревар, еден надпревар кој би рекол ја врача атмосферата во нашиот фудбал. Конечно, нешто добро и во спортот, зборувам за спортот, мислам во случајот на фудбалот ни се случува, да забележиме победа против една силна репрезентација како што тоа е Република Ирска, а патем и натаму се светски рекордери во циклусот на овие квалификации за светското првенство со победата против Лихтенштајн од 11:1. 47 минута. Марковски. Неклафлин. Милосавов, многу претрача. Ванчо Бицевски. Милосавов, повтор пат. Голем борец, впрочем, како и сите наши фудбалери. Митко Стојковски. Чеке, колку опасно, колку опасно. Тоа е Джексон Мекатир. Джексон Мекатир. Во немоќ се разбира. Во немоќ. Така е. Црвен картон. Да видиме дали црвен картон и за нашиот Митко Стојковски. Мекатир во немоќ. Тоа сето ќе го видим уште еднаш кога неговата репрезентација едноставно овде ги губи трите бода. Реагираше како што не треба, погледнете. И навистина, после сето ова што се случи, судијата на оваа средба Алфредо Тренталаджи, кој изворедно добра водеше оваа средба. Гледате колку е тоа опасно, не е професионалец. Джексон Мекатир игра во Ливерпул. Знаеме што значи во светскиот фудбал Ливерпул. Ова е само немоќта што ја искажа на најдобар можен начин, на неспортски начин, во моментот кога беше навистина поразен. Еве, Митко Стојковски сега не треба да реагира. Делегатот па и судијата едноставно ќе забележи кој беше предизвикан, кој го направи тој потек. Верувам дека Митко Стојковски, големиот борец, ќе се сечела на овој надпревар, кога постигна 2 гола, кога и повреден беше, кога даде се од себе, се разбира, за успех на својата репрезентација. На крајот е и исклучено. Веруваме дека во секој момент, го гледаме и сега Артем Шакири, на кого беше направено прекршок, дека во секој момент судијата ќе отсвири крај на средбата. Но Митко Стојковски, верувам дека и со добро и по-добро ќе се сечева на овој надпревар. Постигна 2 гола, нема да се сечева само по неговото прво исклучување во дресот на државната фудбалска репрезентација. 49 минути помина од второто полувреме. Македонија, Република Ирска 3:2. Шакири. Може тука да игра со рака. Кели. Бегановиќ. Бицевски не успеа, меѓутоа е фаулиран. А скапо платените професионалци од Република Ирска сега протестираат на секоја одлука на судијата. Разбирливо, не им се брза многу на нашите. Бицевски. Ирвин. Крај на средната победа на Македонија од 3:2. Повторно сме на второто место со 10 бода. Со трета победа во квалификациите за светското фудбалско првенство. 18:10. Изворедна гол разлика. 10-та победа во историјата на македонскиот репрезентативен фудбал во 27-миот надпревар.
Во 10-тиот надпревар како селекторот Ѓоко Хаџиевски забележува својата 5-та победа. Значајна победа, победа што широко ги отвора вратите за второто место во квалификациите во 8-та група за светското фудбалско првенство. Честитки за нашите фудбалери. Се надминаа себе си. Едноставно одигра меч, што реков, ги враќа повторно во живота, повторно ги зголемува шансите во квалификациите, повторно на некој начин ја подобрува атмосферата во нашето спортско, пред се фудбалско живеење, дека можеме и многу подобри работи да ни се случуваат во фудбалот. Убав надпревар, еден од најдобрите што овде на градскиот стадион во Скопје сме ги гледале, еден од оние што верувам за секогаш ќе останат запаметени од љубителите на фудбалот. Имаше околу 10.000 и верувам од вас, гледачи, што останавте кај малите екрани, а овој надпревар беше без друго и покана следните надпревари и вие да ги поминете овде на трибините на прекрасниот градски стадион. Со ова го завршуваме директниот пренос. Останете и понатаму со програмите на Македонска телевизија. Имате уште едно големо спортско доживување и посакуваме на нашите ракометери тие да не зарадуваат во мечот со Белорусија, во предквалификациите за Европското првенство. Во рамките на нашата спортска среда ќе го следите и тој директен пренос. Пријатно!